Ден без автомобили, ден без гужви, ден без собраќај. Под ова мото денеска, 22 септември, беше затворена Европската недела на мобилност, преку велосипедско дефиле од пред порта Македонија, преку скопските улици до школка во градски парк се одбележа меѓународниот ден без автомобили. Стотици велосипедисти ја поддржаа иницијативата. Ова е традиционална и се одржува секоја година, 22 септември. Ние организиравме као велосипедски сојуз порано, сега градско собрание ја организира, изворедна е, има гледам многу учесници. Не е трка, манифестација е. Па одлично е, што да се каже. Супер иницијатива, сите да се собереме на едно место. Мислам дека е добро, треба да се организира повеќе пати во годината, дека како што знам само еднаш. Пораката на Европската недела на мобилност е користење на алтернативни видови транспорт со цел да се влие за помала загаденост во воздухот, едукација и спортување. Колку често велосипедот го користат како превозно средство? Знаете, јас сум еден од најстарите тука. Поранешен велосипедиста, судија, сум судел Балканијади, трки кроз Југославија, Македонија, сите трки што ги организираше велосипедскиот сојуз на Македонија, јас бев главен судија. Точак возам од 58 година. Имам 78 години. Ретко возам, ама ете така кога има некој настан, знам да се увацам. Го користам како превозно средство и скоро секој ден кога условите дозволуваат го возам. Поради здравствени причини, поради се. Много ретко, не знам. Кога слободно време кога имаме, ова не е трета година кога што возиме, мислам моја. Ја исто така кога ќе немам слободно време преку викенд, преку така кога сум слободен. Велосипедистите често се соочуваат и со проблеми во сообраќајот, како што е велосипедската инфраструктура. Па би требало секој еден да е поактивен, поготово со велосипед, мислам здравјето единствено што се уште имаме проблеми со стазите по улициве, значи со паркирани коли, со необележани патеки, со пешаци на патеките, иначе апел нормално за секој еден, за здравје, секојдневно возење, барем пола саат велосипед. Имаме доволно патишта да возиме точаци. Па оваа година кога што гледам подобране, но се простана совеста на возачите. Они треба да бидат повнимателни. Исто е мислењето, ама пак има инфраструктура која што ни овозможува да возиме добро, тоа е тоа. Со ден без автомобили кој се одбележува во над 2000 градови во Европа, помеѓу кои Скопје, беше воедно и затворена Европската недела на мобилност.